Dobar den na sите. Благодарам на Джабир и на организаторите за поканата и за ке ви овозможите да си го споделам со вас некои наши проблеми, али и успеси. I'll continue in English because of the interpreter. Ќе продолжам на англиски јазик заради преведувачите, на англиски јазик поради преведувачите. Значи, насловот на овој панел е задачи, предизвици и придобивки од интеграциите во ЕУ и НАТО. Накратко, ваша задача е да ги исполните критериумите за членство, меѓутоа клучната работа во овој процес и во процесот на преговори е да се надградат државните институциите за добросостојбата на сите граѓани. Предизвиците би биле да се промени менталитетот и начинот на кој што се работат работите тука во земјата, а придобивките би биле постигнување на претходните две и на крајот градење на стабилна и просперитетна држава за сите граѓани. Како што премиерот Заев и неговиот советник Дане Талевски веќе истакна, тие се свесни за работата која што стои пред нив, а кој што е одлично, меѓутоа исто така тие се подготвени и се храбри, имаат доволно храброст да продолжат со тоа. Накратко и врз основа на хрватските искуства можам да ви кажам дека се уште не сме сигурни, меѓутоа зависно од она што ние го сметаме за почеток и крај на целиот процес, ние започнавме со подпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001 година и потоа станавме полноправна членка на 1 јули 2013 година. Тоа значи дека нашето патување траеше 12 години. Но во суштина, ако го погледнеме само процесот на преговори, тоа траеше 5 години и 9 месеци. Дали е тоа многу или не? Сепак мора да истакнеме дека потребно е време. Кога започнавме во 2001 година со подпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација, ние мислевме дека ние можеме да станеме полноправна членка заедно со другите источноевропски земји во 2004 година, меѓутоа добро и тој датум помина, потоа мислевме дека ќе можеме да се приклучиме заедно со Бугарија и Романија во 2007, но не, ние станавме членка 2013. На крајот можем да кажем дека сето тоа вредеше. Кога започнавме, ние пресметавме колку време е потребно и за другите земји и беше некаде измеѓу 2 и 4 години, но за нас траеше, да речеме, малку помалку од 6 години. Во меѓувреме, се разбира, требаше да поднесеме официјално барање за членство. Тоа го пративме во 2003 година, а потоа го добивме прашалникот, а тој прашалник имаше околу 4500 прашања и ние, се разбира, требаше да подготвиме одговори на тие прашања. Тоа беше еден вид на проценка на актуелната состојба во државата. Знам дека и вие го користевте нашиот прашалник, бидејќи Македонија ги користеше хрватските и словенечките искуства, па дури го преведовте нашиот прашалник за да можете и вие да ги испратите одговорите. Потоа, во јуни 2004 година го добивме кандидатскиот статус, а во декември Европскиот совет со заклучок утврди дека тие ја покануваат комисијата да презентира пред советот предлог за преговори со Хрватска, земејќи го предвид искуството со петтото проширување и побарање на советот да се согласа за таа рамка со цел отварање на преговорите во март 2005 година. Меѓутоа не ги отворивме преговорите 2005 во март, беше подоцна. Всушност тоа се случи во октомври 2005 година заедно со Турција. Да, ние се плашавме во тој момент дека ќе
биде доста забавено, но оно што е добро е што се е базирано на заслуги, така што колку што ќе вложите и колку што ќе работите, ќе бидете соодветно оценети само за таа завршена работа. Се разбира, има одредени околности во над кои што вие немате влијание, но сепак тука станува збор за вашата работа и вашите задачи кои вие треба да ги завршите, значи се е до вас. Кога завршивме по 5 години и 9 месеци, во тој јуни, 24 јуни, Европскиот совет истакна, значи морам да го цитирам, Европскиот совет се согласи дека преговорите со Хрватска треба да завршат до крајот на јуни. Значи би требало да завршат до крајот на јуни. Не мора да завршат, туку треба да завршат. Но сепак ние ги завршивме токму тој јуни, 13 јуни ги завршивме. Како што ви кажав, до вас е. Во тие малку помалку од 6 години имавме 11 председателства. Моите колеги од Шпанија, Унгарија, исто така и од Словенија беа. И тоа е важно, значи председателствата кои се нивните приоритети. Така што ако го споредивме нашиот процес на преговори со претходните, ние добивме уште 4 поглавја, Бугарија, Романија и другите имаа 31 поглавја, а ние имавме 35 поглавја. Две од нив се всушност поглавја за кои не се преговара, за кои тие се со институцијата, но меѓутоа клучните се 23 и 24 за правосудство и за слобода и безбедност. Во нашиот случај, ние ги отворивме полесните поглавја први. Меѓутоа, по нас, за Црнагора и за Србија, беше обратен редослед, бидејќи се отворија и почна разговорите за оние најсложени поглавја. Исто така, ние први ги добивме одредниците за затварање и за отварање на преговорите по поглавјата. Добивме 127 одредници, тоа беше 23 за отварање на 11 поглавја и 104 за затварање на 31 поглавја. Плюс имавме плюс 400 под одредници, ако можам така да ги наречам, а исто така имавме еден постмониторинг процес во текот на ратификацијата. Не беше како со Романија и Бугарија, меѓутоа имавме постмониторинг. Во текот на процесот на преговори усвоивме повеќе од 300 закони и повеќе од 1000 подзаконски акти. Тоа беше огромна работа која завршивме. Извршивме превод на 10.000 страници од примерното законодавство и повеќе од 100.000 страници секундарно законодавство. И исто така го променивме уставот во 2010 година пред да станеме членка. Уставот го променивме затоа што во него го ставивме правото на пристап до информации, независноста на различните народни правобранители, а исто така го променивме и уставот поради приклучувањето на ЕУ, што значи има европски избори, па има учество во европските институции. Кога зборуваме за самиот процес, кога започнавме во 2005-та, се уште беше, ако можем да кажам, кога зборуваме за економијата и се друго, може да кажеме дека бевме изморени од целата тоа проширување. Имаше потреби од прилагодување поради кризите кои што настанува, меѓутоа во средината на 2009 година се настана глобалната финансиска криза која што сите не погоди, а се разбира тоа представуваше голем проблем. Унијата во тој момент имаше своји внатрешни проблеми, затоа што тоа беше пред Лисабонскиот договор, па имаше 2 референдуми во Франција и во Холандија, тие не го сака Европскиот устав и така натаму, а
потоа, во 2011 година, во времето кога ние завршувавме со преговорите, почна арапската пролет, така што сите тие околности од почетокот до крајот многу брзо се менува. Се разбира, ќе би било полесно да тогаш започнавме и завршивме, но сепак тоа беше ситуацијата, вредеше целиот процес и самиот процес вредеше. За нас најтешко беше поглавје 8 за конкуренцијата, пазарна конкуренција, и се разбира поглавје 23 за правосудство и за основни права. Во текот на овие 6 години преговори ние имавме и други проблеми. Најмалку една година, поради подедени билатерални прашања, не можевме да ги отвориме поглавјата, но сепак ја завршивме нашата работа. Појдовме во Брисел, одржавме технички состаноци, кои што не беа поврзани со одредниците, меѓутоа сепак не престанавме со работата, продолживме и понатаму да работиме. И на крајот мораше да одржиме референдум, бидејќи според нашиот устав се бара обврзувачки референдум, кој што би се одржал и за секое прашање со кое што се намалува политичката сувереност. Заради тоа одржавме референдум. Може би имавме во целата ситуација и среќа, затоа што до голем степен немаше навлезеност на социјалните медиуми во тој момент, меѓутоа во текот на целата информативна кампања потребно беше да им објасниме на нашите граѓани дека нема да го изгубиме нашиот идентитет и дека нема да го изгубиме нашиот јазик, бидејќи всушност нашиот јазик е нашиот 24-ти службен официјален јазик на Европската унија. Требаше да им објасниме дека странците нема да ни ја купат целата земја, море, шума и слично, дека нема да се враќаме во некоја друга форма на нова Југославија, дека се уште ќе можеме да си ја имаме нашата ракија и дека цените на добрата на стоката нема да скокнат до небо и така натаму. То луѓето некако се обично со тенденција лесно да поверуваат во некои такви информации. На крајот, рече се 76% од луѓето, прагот беше под 50% од вкупниот број на гласачи. 67% значи од луѓето беа за влез во ЕУ и во сите наши окрузи повеќе од 2, кои ги имаме повеќе од 20, мнозинството од народот беше за влез во ЕУ. Така што во суштина тоа беше добар резултат за сите нас. Нашата стратешка цел да се приклучиме на ЕУ и на НАТО, како што кажав на почетокот на 90-тите, беше всушност и цел на рече се секоја друга земја од поранешна Југославија, меѓутоа за нас траеше малку подолго. На крајот сепак успеавме во однос на преговорите. Во суштина не станува збор за некои стандардни класични преговори. Потребно е да се најде некој преоден период и услови и модели за усвојување на европското законодавство. И според нашето искуство, кога ќе воспоставувате структурата за преговарање, добро е сите делови од општеството да бидат вклучени во таа структура, бидејќи целото општество ќе се вклучи во ЕУ, не само владата и министерствата или пак парламентот, туку сите ќе се приклучат на ЕУ. И затоа е добро секој дел од општеството да биде со вас. Кога веќе ги формиравме од тие работни групи, например работната група за рибарство, имавме повеќе од 200 членови во таа работна група. Например, кај медиумите, информатичко општество, имавме 15 членови во работните групи.
Меѓутоа, сите, значи од синдикатите, од академијата, од бизнис заедницата, од сите делови на општеството, од секаде беа земени лица, луѓе, за да бидат и тие дел од преговорите. Се разбира, клучно е да се воспостави рамнотежа меѓу политичарите и експертите, затоа што потребни ви се експертите, за да може да го утврдите самиот пат и да ви дадат информации, меѓутоа потребни ви се и политичарите, за да тие можат да ги реализираат самите реформи и во парламентот и во однос на објаснувањето на истите пред општеството. Добро искуство во Хрватска беше што сите парламентарни партии беа за влез во НАТО и во ЕУ. Имавме некои мали маргинални партии кои што беа против. Така што за нас всушност целото општество беше за. Иако тоа не можеше баш така да се каже, затоа што некои би кажале дека само 2/3 од граѓаните кажале дека се за, меѓутоа јас мислам дека сепак тоа представува висок број, висок процент. По 5 години им се направи една анкета. Нашите граѓани беа прашани во однос на тоа кои се придобивките или дали ги гледате придобивките од членството и проблемите. Од нивниот одговор беше најчесто дека се е исто, затоа што е многу полесно да се прилагодиш на нешто подобро и не мислиш на другите работи. Можеме да кажеме дека сега ние успеавме да го намалиме јавниот долг, го зголемивме нашиот кредитен рейтинг. Сега може да се патува на секаде само со вашата лична карта, не е потребен пасош, не е потребна виза. Но може би станува збор само за перцепцијата. Може би владата и дел од организациите би требале да бидат малку проактивни за да им објаснат на луѓето кои се придобивките од членство во ЕУ. На крајот многумина би кажале и би прашале дали постои алтернатива за НАТО и за ЕУ. Кога одредени лидерства или некои луѓе би сакале да ги видат или да ги измерат алтернативите, прво треба да се види која е вашата геополитичка позиција и треба да се видат кои се околностите. Врз основа на тоа и на целиот регион, геополитичката позиција и врз основа на сите тие околности, Европската унија и НАТО се најдобрата и во суштина единственото решение ако сакате да имате придобивки за вашите граѓани, ако сакате да имате стабилна и просперитетна држава. Ви благодарам.